15-годишна ученичка од средното општинско училиште Орде Чопела, која и претходно имала проблематично однесување, наводно била жртва на сексуално вознемирување од страна на вработен во истото училиште. Настанот кој се случил на 8 февруари, по обавените разговори со ученичката и нејзините родители, како и со вработениот, бил пријавен до сите надлежни институции, вели директорката на училиштето, особено бидејќи девојчето на 3 наврати давало различни изјави. Јас како ВД директор на училиштето ги презедов сите потребни активности. Беше обавен разговор со родителите на ученичката, стручна служба, со вработениот во училиштето. Поради тоа што добив различни изјави, настанот веднаш го пријавив во Центарот за социјална работа и во Министерство за внатрешни работи. Ова дете е во ризик, и затоа побарав од Центарот за социјална работа да си преземат нивни понатамошни активности. Во претходната година истата ученичка имаше конфликти со незината соученичка и затоа беа известени надлежни институции, и тоа Центарот за социјална работа и Министерството за внатрешни работи. Од МВР ја потврдуваат информацијата дека кај нив бил пријавен настанот. Оттаму велат дека вработена во училиштето кај нив пријавила дека малолетна ученичка и се пожалила дека била допирана по телото од вработен во училиштето, пошто МВР презело мерки и активности, а го известило и основното јавно обвинителство. Од основното јавно обвинителство пак ни изјавија дека од нивна страна веќе се прибираат сите документи со цел евентуално започнување на истражни действија во врска со овој настан, кои вклучуваат и распит на инволвираните лица. Истовремено, тие ги демантираат објавите во некои медиуми дека обвинителството го отфрлило предметот, бидејќи не биле пронајдени елементи за кривично гонење. Од Центарот за социјална работа велат дека по пријавата веднаш кај нив биле повикани родителите на девојчето, кои на првата покана не се одзвале. Но на втората покана тие дошле, при што девојчето изјавило дека било сексуално вознемирувано од вработен во училиштето. Од страна на стручен тим при Центарот за социјална работа Прилеп се преземаат мерки за помош и заштита и психосоцијална помош и поддршка со цел јакнење на емоционалната стабилност и состојба во понатамошниот развој на детето. Ова, особено имајќи во предвид дека самата медиумска експонираност на предметот може да доведе и до секундарна виктимизација на детето, на што особено треба да се внимава. Напоменуваме дека меѓуопштинскиот Центар за социјална работа Прилеп истовремено работи и со родителите на детето, се со цел јакнење на нивните родителски капацитети. Стои во соопштението од Центарот за социјална работа во Прилеп.